Најавата на премиерот Зоран Заев по првиот и резултатите од вториот изборен круг намаса ја ставаа довербата на повеќемина функционери од Социјалдемократскиот сојуз, кои според граѓаните се први што треба да си заминат од власта. Тие што не покажаа резултати, па ја не ми се интересува за финанси и министер за здравство. Треба сите да се тргнат оние кои се за тргање. Он ке знае кој да ги тргне, кои се му подобни, кои се поагилни за работа, кои исполнуваат човекот предпоставката за работа. Он ги познава тие работи. Незадоволството има образложение, но што тоа на граѓаните најмногу им пречеше во изминатиот период од страна на високопозиционираните. Економијата е стара. Обеќање само, обеќање, ништо. Па се, од здравство, економија, ништо не функционира, ти кажам право, ништо. Па нешто многу споро работат, дете, 2 години се на власт. 0,01% извршуват, да не ги навредам, да. Не сме задоволни нити од пензии, нити од плати, нити од ништо. Таксува, не исполнува. Па ништо, нема, платите не скачуват, пензиите не скачуват, ништо не скачува. Сега освоим новиот председател, може би ќе тргне порано, не знам, ќе види. Во меѓувреме, на пример, порталот Фактор спроведе интернет анкета на вкупно 6892 гласачи. Според неа, прв од владата треба да си замине Александар Керацовски, за кого гласале 29% од анкетираните. Веднаш до него е министерот за здравство Венко Филипче со 25%. Следува Кочо Ангјушев со 15%, Оливер Спасовски со 9%, Драган Тевдовски и Јани Макрадули со по 7%, Горан Сугаревски со 6% и Рената Десковска, за чие заминување гласеле 2% од анкетираните.